Подпредседателе, колеги пратеници, колешке, во вашиот говор спомнавте многу работи и јас ќе се задржам, мене скоро све ми беше проблематично, но јас ќе се задржам на некои вака по-суштински. Ги спомнавте базите, ги набројавте базите, у првата верзија на законот ги немаше, у втората еве ги има. Како прво, сите знаеме дека тие бази се нецелосни. Значи да не се лажеме, далеко е Македонија од стандардите на Европската унија и значи имате и држави на Европската унија, голем дел, меѓу кои е и Бугарија, кои што нивните бази, кои што се светлосни години понапредни од нашите, ќе ги користи само компаративно. Значи, за да ги споредат податоците со пописот, за да видат колку како ќе има отстапување. Значи, збориме за земе што во Европската унија од 2007-2008 година, тие се плашат да ги користат базите толку, нели да се подпираат на нив, ама нели ние што сме поназад ќе ги користиме. Понатаму, кога ќе се попишуваат лица, нели стои таа одредба кај што член на семејството, иако не е ни така дефинирано, ќе може со МБГ нели да го подпише со матичен број. Прашањето е за тие луѓе кои што ќе се попишуваат, кои што не живеат во нашата држава со години, па со и децении, дали базите се ажурирани? Секако дека не се. Значи тие луѓе фигурираат во дата базите во тие држави каде што живеат, не тука. Што значи како ќе се пополнуваат сите тие нели како се вика ставки во прашалникот кои што исто го немаме, како ќе се пополнуваат со базите кога базите не се ажурирани за нашите граѓани, а не за некој си наш граѓанин што 20 години живее надвор. Значи за тој граѓанин ќе има само матичен број. И вие ќе го попишете. Значи понатаму, вака, цело време се спомнуваат прописите на Евростат. Ништо не ви е по Евростат. Значи ги немате пописните единици, немате дефиниции за пописни единици, немате дефиниции за карактеристики, немате дефиниции за вкупно попишано, немате дефиниции за вкупно население, немате дефиниции за резидентно население. Без тоа немате закон. И сега преудицирам кој ќе биде вашиот одговор, нели? Ама тоа е во подзаконски акт. Никаде тоа по Евростат не е во подзаконски акт. Во сите закони, вака, еден закон, најдете еден закон од земји од Европската унија што ќе прави попис, а сите го планираат, значи ги имате тие овакво закони, може да се најдат лесно на интернет. Најдете еден закон кај што методологијата не е во законот. Ја пак ќе споменам, исто што го споменав во мојот говор, еве го законот за Република Бугарија што требаше пописот да се одржи на 1 јануари, сите дефиниции се тука. Дали тие не знаат право? Може треба од нас да учат право, дека методологијата била подзаконски акт. Како може суштината на еден закон, што е методологијата, да биде во подзаконски акт?